Добар ден! Јас сум Славица Јолаковска-Таштановска, наставник по физика. Денес, по предметот физика, за 8 оделение, ќе ја изучуваме наставната содржина, пресметување на брзина од графикони, растојание, време. Во претходната лекција научивте како да цртате график, растојание, време и како да го користите графикот за наоѓање изминат пат за одредено време. На овој час ќе го примениме тоа знаење за да ја пресметаме брзината. За да научиме да пресметаме брзина од графикони, растојание, време, ќе разгледаме неколку примери. Пример 1. Врз основа на дадениот график пресметаја средната брзина со која се движи телото. Даден е график растојание време, односно на графикот е прикажана зависноста помеѓу изминатиот пат и времето на движење на едно тело. Графикот на движење на телото е прикажан со права линија. За да ја пресметаме средната брзина на движење на телото, треба да знаеме колку вкупно пат изминува телото и колку време траело движењето. Средната брзина се пресметува како однос или количник од изминатиот пат и времето за кое е изминат тој пат. На графикот избираме произволно точки, точка А и точка Б. За да пристигне телото во точката А, треба да измине пат со должина 10 метри. Овој пат телото го изминува за време од 1 секунда. За да пристигне телото во точката Б, треба да измине пат со должина 30 метри. Патот што го изминува телото се мери во однос на координатниот почеток, кој што во овој случај ја означува почетната положба од движењето на телото. Значи, патот со должина 30 метри, телото го изминува за време од 3 секунди. Вредностите за патот и времето, што ги прочитавме од графикот, ги заменуваме во формулата за пресметување средна брзина. Односно, помеѓу точките А и Б, телото изминува пат со должина 20 метри. Овој пат со должина од 20 метри меѓу точките А и Б, телото го изминува за време од 2 секунди. Со пресметување добиваме дека брзината со која што телото се движи изнесува 10 метри во секунда. Пример 2. На графикот е прикажано движењето на едно тело. Колку изнесува средната брзина со која се движи телото? Даден е график растојание време. Графикот на движење на телото е прикажан со црвена права линија. Точката А ја означува почетната положба од движењето на телото. Точката Б ја означува крајната положба од движењето на телото. Во овој пример треба да внимаваме дека движењето на телото не започнува од координатниот почеток. Ова е многу важно за да не прочитаме погрешно од графикот. За да ја пресметаме средната брзина, треба да видиме колкав пат изминува телото при движењето. Патот што го изминува при своето движење, ова тело изнесува 5 метри. Тоа е патот измеѓу точките А и Б. Движењето на телото трае 10 секунди. Ако овие вредности што ги прочитавме од графикот ги вметнеме во формулата за пресметување на средна брзина,
ќе ја пресметаме брзината на движење на телото, која што изнесува 0,5 метри во секунда. Пример 3. Врз основа на графикот да се опиши движењето на телото и да се пресмета неговата средна брзина. Даден е график растојание време. Движењето на телото е прикажано со црвена линија. На графикот се означени точки А, Б и С. Точката А ја означува почетната положба од движењето на телото. Точката Б ја означува крајната положба од движењето на телото. И во овој случај треба посебно да водиме сметка и да внимаваме дека движењето не започнува од координатниот почеток, за да не направиме грешка при читање на вредностите од графикот. Ова движење ќе го разгледаме по делови. Најнапред ќе го анализираме движењето меѓу точките А и Б. За да пристигне од точката А до точката Б, телото треба да помине пат со должина 2 метри. Овој пат меѓу точките А и Б, телото го изминува за време од 2 секунди. Врз основа на изминатиот пат и времето на движење, може да пресметаме со колкава брзина се движи телото меѓу точките А и Б. Со замена на бројните вредности во формулата за брзина, пресметуваме дека телото меѓу точките А и Б се движи со брзина 1 метар во секунда. На делот од патот, означен со точките Б и С, телото ја променило насоката на движење, односно телото се враќа назад. Овој пат, означен меѓу точките Б и С, телото го изминува за време од 1 секунда. А патот што го изминува меѓу овие две точки има должина 4 метри. На овој дел од патот меѓу точките Б и С, телото се движи со брзина која што изнесува 4 метри во секунда. За да ја одредиме средната брзина на движење на телото, треба да видиме колку вкупно пат изминало телото при своето движење. Од точката А до точката Б изминува 2 метри. Од точката Б до точката С, телото изминува пат со должина 4 метри. Значи, купно при своето движење, телото изминува пат со должина 6 метри. Ова движење на телото, кое што започнало од точката А завршило во точката С, трае вкупно 3 секунди. Средната брзина ќе ја добиеме ако вкупно изминатиот пат го поделиме со времето колку што траело движењето на телото. Во овој случај, средната брзина на телото изнесува 2 метри во секунда. Домашна работа. На графикот е прикажано движењето на две тела, тело А и тело Б. Да се пресмета средната брзина на движење на двете тела.